почитувани војници и старешини, почитуван председателе на Република Северна Македонија, почитуван премиер, почитувани колеги министри, почитуван началник, почитуван адмирал Брк, почитувани гости, почитувани граѓани и припадници на медиумите. Во годината во која одбележуваме 30 години независност, ја славиме и првата годишнина од нашето членство во НАТО. Тоа не е случајно. Оваа генерација македонски граѓани знаеше дека единствениот вистински начин да се оддолжиш на своите предци за нивните историски и исправни одлуки е да ја покажеш истата храброст и мудрост тогаш кога ќе ги биеш новите битки. Членството во НАТО беше наша битка и ние оваа битка ја добивме. Со жртви, со ризици и со многу работа. Но ја добивме. Членството на Република Северна Македонија во најмоćниот воено-политички сојуз е најголемото достигнување во нашата историја како независна држава. Достигнување кое значи препознатливост во светот, стабилност и безбедност. Безбедност која нуди шанса за просперитет, која значи посакуваност на инвестицијската авторитет и меѓународен углед. Бевме сами, а сега сме дел од 1 милиарда луѓе под колективниот безбедносен чадор на Алијансата. И тоа навистина е голем успех. Членството во НАТО беше наша битка и ја добивме. Но некои понесоа поголем товар од останатите. И затоа сме токму тука, во касарната Илинден, да ја обележиме првата годишнина од нашето НАТО членство. Најкорисниот совет кој го добив многу години одамна беше дека она што луѓето го говорат за себе не е важно. Не се брои, бидејќи можат многу да зборуваат и многу да кажуваат. Гледај само она што го направиле. Резултатите не лажат. Кога ве гледам сите вас, кога ве гледаме сите вас, знаеме што сте направиле и знаеме дека тие ваши резултати не лажат. Денес сме тука да си ја честитаме првата година од нашето НАТО членство, но и да изразиме почит кон сите вас, кон сите ваши предходници, кои низ бројните тренинзи, вежби и обуки во странство, учество во меѓународни мисии во Авганистан и Косово, му покажаа на светот и на НАТО кои сме, какви сме и колку сме сериозни во нашата намера да успееме. Почитувани старешини и војници, сегашни и поранешни, ви благодариме што го носевте бајракот на нашите заложби да бидеме безбедна земја, дел од колективната одбрана на НАТО. Почитувани гости, почитувани присутни, почитувани припадници на армијата. Што сега кога големата цел е исполнета? Некој многу помудар од мене некогаш кажал дека животот е дефиниран само со движење и со промени. Тоа што не се движи е мртво. Тоа што има брзина и мобилност, како во воените доктрини, има повеќе можности и повеќе живот. НАТО, дури и пред да станеме членка, повторно не стави во движење. Почнавме трансформација и реформи. Го подигнавме темпото. Носевме одлуки, пресекувавме. Затоа, денеска сме подобри. Затоа и ќе продолжиме. Ќе продолжиме да ја градиме армијата како гордост на секој наш граѓанин. Македонец, албанец, турчин, ром, србин, влав или бошњак. Ќе продолжиме да ја обезбедуваме секоја година повисок буџет, за да секој момент имаме армија на која што можеме да се потпреме. И во војна, и во мир. Во добро и во лошо. При криза, епидемија, пожари или поплави. Ќе продолжиме да градиме интегритет и транспарентност по кој станавме препознатливи. Нашата целосна воена интеграција во НАТО, која ќе се случи оваа година, значи дека ќе бидеме подобри. И тоа не само за НАТО, туку пред се за нас. Кога вложуваме во вас, во вашите примања, во вашите услови за работа,
во шансите за работа, но и за пензионирање. Вложуваме во нашиот мирен сон. Кога инвестираме во сајбер безбедност, инвестираме во безбедност за домашната инфраструктура и сигурност на нашите системи за снабдување. Кога ги ремонтираме нашите хеликоптери, имаме дополнителен државен ресурс. Кога обезбедуваме оклопни возила и друга воена опрема, тоа го правиме за да дадеме сила и сигурност на македонската одбрана. Владата ќе продолжи да инвестира и да ја модернизира армијата, не само за НАТО, туку за нас, за нашата безбедност, за овие момци и девојки, за овие офицери и подофицери, за нивното знаење, но и за срцето со кое што влегуваат во секоја битка и во секој предизвик. Токму во тој дух ги развиваме сите наши нови цели на способности. Го развиваме нашиот нов лесен пешадиски батальон, кој веќе следната година треба да биде подготвен за распоредување, кој во 2027 година ќе прерасне во лесна пешадиска батальонска група. Развиваме и 2 тима за специјални операции, еден хируршки тим, како и тим на специјалисти за стабилизација и реконструкција. Нашата армија, како што денеска можевте и можете да се уверите, има што да им понуди на сојузниците. Денеска го видовте нашиот сојуз. Сојуз на небо и на земја. Сојуз на нации со исти вредности и иста цел – безбедност и мир во свет кој стана уште понепредвидлив. Од пандемија, тероризам, засилена геополитичка конфронтација, сајбер напади, па се до лажни вести, климатски промени и елементарни непогоди. Сојуз во кој имаме што да понудиме. Честитки до сите граѓани на Република Северна Македонија, честитки до сите оние кои работеа сонот да стане реалност. Ви благодарам на сета ваша енергија, жртва, макотрпна работа и огромен оптимизам со кој успеавме да стигнеме до целта. Честитки!